Прво дете ми беше Панче. Даровито дете беше, многу беше даровит. И за песна, и за свирка, и за всичко го биваше. Од малечко, од 10 години, кога беше у 4-ти разред, само ќе вика дедо Иван, лети, ќе читаме руски лети, вака, онака, книги чита со еден другар Рајо. У Белград е тој, си е жив сега. Уште дете беше младо, 16 години беше. Си беше у школа. Во школа се учина школата овдека, Србите ги учина, школа нема тука, до 4-ти беше тамо, или 5 или беше така некако. И он отиде у Белград да учи, техничка школа. Отиде да учи таму, а нама, он па за комунисти, тоа го трга срце, за тоа е даровит. И на некој другарче се поверил таму, да ги привлечујат ученици, знаеш. И тоа го каже, го провалил. И го фати и у затвор го несе, одма тој. У Иваница, не знам колку беше, заборавила колку беше у Иваница. Си дојде 41 година. Германците кога се пушти, и он си дојде, кога ги пушти. И си дојде, и ја викам, ај, фала Богу, нели си дојде, више нема по тие работи дојде. Кога он не помине еден месец, со мотор, зеле мотор, по селата оди агитуи. Им вика на селјаците, што сте будали, не спите да се пробудите. Ова ќе биде данашница, наши ќе биде слобода, ќе видите како ќе живеете убаво. Има личности кои со своето дело оставаат длабоки траги во незаборавот. Има личности кои зад себе оставаат нешто трајно, нешто незаборавно, кое секој пат е присутно и неизбришливо, нешто кое вечно живее. Еден таков лик, кој со своето револуционерно дело длабоко се втемели во македонската современост, е и Панче Пешев, истакнат револуционер, борец за работничките права, еден од организаторите на востанието во Кумановско и пошироко, личност која исцело својот краток младешки живот го беше посветил за денешницава. Уште од своите најрани младешки години, како да беше предодреден да го жртвува својот живот во престојните бурни години на националното осознавање и препорот на македонскиот народ. Тој уште како пола матурант во гимназија беше зафатен со напреден работнички покрет. Во гимназија 24 година дојде како професор по математика Милан Мијалковиќ. И тој во гимназију зафаќаше голем круг на млади луѓе кои бева така поотракани. Меѓу тие беше и Панче Пешев. Тоа некаде 26 или 27 годину. Од тогај Панче Пешев се уклучува меѓу постари комунисти. Во нашата куќа со брат ми идеа многу другари комунисти кои ние ги знаевме. Одржаваа састанци, читалачки групи, книги зима, како се кали Челик, Мати, тие книги од дете уште со убави повези, со трактори одгоре ги паметам. Сликите. Така да и ние сите знаевме што работат, само ние сме биле многу помали и така исто и татко ми, мајка ми знаеле што работат. Секој вечер ќе чукнат на џам, Панчо, он ќе испадне, или земе книги, или ќе дава, ќе влезат унатре, у неговата соба ќе збориат со саати. Еднаш, мајка ми ја испратиле да иде кај една комшика тука, пријателка. Ја идам, гледам никој нема у собата, се наредиле едно 20 души. Сите пушат и прават мобет. Пошто кумановци сите се знаеме ние. О, Радке, здраво, здраво. Што правиш? Добро сам. Ви што правите? Мобет си правимо. Брат ми вика, Радка, иди ти, мама е кај тетка Софија, иди и ти таму. Меѓу тија беше Чиро, Фетак, Перо, Чичо. Едина женска малинска беше. Сите беа машки други.
И така, да ние сите знаевме това што прават. И ја отидов истина кај мајка ми, кога се вративме, пуни пепелјари и опушци беа, они завршиле састанакот и отишле. Во тој предвоен револуционерен вриеш во Куманово голема улога имаше популарното Кумановско тумбе, сврталиште на младите од Куманово, регрутен центар за идната револуција. Тука ја запозна и својата идна другарка, животна сопатничка, која ќе стане дел од неговата видлива и невидлива револуционерна дејност. Со Панче првпат се сретнав пред работилница на мајстор Дане, каде јас и сестра на Панче Пешев го изучувавме шивачкиот занат. Тој дојде нешто да ја каже на сестра. Јас излекнув, кога го видов, тој престана да збори, почна да ме гледа. Една симпатија се стори кај мене и велам на Радка, кога леговме, Радка, што имаш убав брат. Утре дентот таа ми вели, Надо, брат ми рече дека многу му се бендисуваш и ако сакаш вечер да искочите да се прошетате малку на Корзо. Јас пристанав, се најдовме вечерта. Почнавме да шетаме, да си раскажуваме. Тој ми вели, утре дента ќе се најдеме пак. Тој веднага ме упозна со сите негови другари, тоа беа претежно работници. Почнам да дружам со они и ме приклучи код една скоевска група, која ги проучуваше напредните материјали. Панче веднага почна да ми дава книги, Мати од Горкога, како се калио челик, Узорана ледина и напреден материјал кој го проучававме. Така да Панче веднага почна со мене да работи, да кај мене ствара една револуционарна свест, да сагледам борба на работничката класа, борба на онија другари што одеа со Панчо. Оти мене ми малку беше чудно, тој ипак од една побогата фамилија, а неговите другари беа работници. И така ја читајки, работејки со ним, одејки со Панче, станав кандидат на партија, станав и член на партија. Наскоро, неговата активност, како и цврстиот комунистички карактер и целосната определеност за револуцијата, беше забележен од постарите другари комунисти и тој беше избран за секретар на местниот комитет на СКОј за Куманово. Во 1933 година другот Панче Пешев беше секретар на Челија, во која бевме Перо Ѓурѓевски Чичо, Чиро Нацев Фетак, Борио Стефановски Бока и Бојан Секирарски. Таа наша Челија, бидејќи беше само од работници и беше многу активна, и еден ден во 1934 година другар Панче вика, другари, ќе имаме ние состанок, една конференција, секој секретар на Челија ќе поведе по еден член на Челија на СКОј и во недела да се најдеме поза Стара црква, ќе бира местни комитет на СКОј. И таму се собравме едно 20 души или 15 бевме и со тајно гласање избравме местни комитет на СКОј од 5 души. После со ливчињето, тајно гласање. И после Панче не вика дома кога ги прегледа ливчиња и ни кажа дека во местни комитет се изберени Тодор Томовски Брич, Косто Кобурски, Спиро Митевски Шљакало и јас, а Панче беше изберен за секретар на комитетот. Основната замисла и определба секогаш му беше да го подигне угледот на партијата. Секогаш изнаоѓаше форми и методи преку музички друштва и хорови да ги привлече младите и симпатизерите на напредното движење. По краткото работење во Кумановскиот монопол, каде што многу придонесе за раздвижување на напредната работничка класа, заминува за Гевгелија. И таму ја продолжи својата револуционерна дејност среде гевгелиската младина. Панче во Гевгелија дојде есента 1934 година. Работеше во работилницата кај татко му, кај што се мелеше сол. Секојдневно бехме во контакт и како резултат на това
Panče verovatno kaj mene najde materija i mladinec koji vrz kogo ke može da dejstvuva na linija na komunizamot, taka što nabargo počna da mi rasprava za borbata na rabotničkata klasa na Jugoslavija, među koje iza prašanjata na nacionalната obesправеност на македонскиот народ, спојувајќи ги тие два интереса на нашиот народ во потреба од борба за ослободување. Панчевиот придонес не беше само во смисел на организационен момент. Тој можне многу ни придонесе на издигање на нашата култура, на нашата идејната страна на тоа воспитување како младинци и како комунисти. Наскоро, повраќањето во Куманово раководи со неколку штрајкови. Секоја средба ја користеше да ги пропагира идеите на комунистите и визионерски да го најавува новото. Раководејќи со штрајковите во Куманово, у тоа време неговиот татко отвори една мала работилница, шарганџинска работилница со 2 или 3 души работица во него. Умеѓувремено, индустријалецот Шуман доаѓа кај него и честитајќи му е отварање на работилницата, му вика, ајде чисто Никола, нека ти е честито, отвараш нова работилница. Па кога ќе почнеш да работиш, ќе дојде син ти Панче и ќе ти организира и штрајк во истото. Мажот ми имаше фабрика за керамиди во Драчево, Скопско. Имавме околу 30 работници. И по некој пат брат ми ќе рече, Коли, ја ќе дојдам у фабриката неколку дена кај тебе. А многу го сакаше, многу живеја брат ми, мажот ми. Дојди Панчо, му вика. А он си имал друг цел. И он таму почна да му ги буни работниците. Малку ви плаќа, пократко радно време, слободни да сте, у сабота некој пат работа, таа е сезонска работа, недела зошто да работите, така, вака. И мажот ми го слуша, се смее. А му вика брат ми, вика, слушај Коле, кад ќе дојде в наши овај фабрика, одма ќе ти го земемо. А мажот ми ха, се смее. Вика, дали истина, Панчо? А твојата куќа, вика, кад ќе пројде в тенкови руски, ќе го бутнев, вика. И стварно така беше. За Панче можам да кажам, тој беше голем револуционер и целиот свој живот го посвети на револуцијата. Сем револуционарната дејност не знам и не помнам да е работел нешто друго. Сем во часовите, кога сакаше да се одмори, ми велеше, ќе одиме доле, оти доле му стоеше клавир, да малку посвирам. Прво ќе ја земеше виолина и ќе отсвиреше Шубертова серенада. Оти тој не многу сакаше. А потоа ќе седне на клавир и долго ќе свиреше. Така се Панче одмараше. Со целиот свој младешки ентузијазам, музички надарен за компонирање и раководење со хорови и оркестри, Панче преку музичките друштва ги собира младинците околу урсовите синдикати и работнишкиот дом во Куманово. Особено голема активност пројави во културно-метнишкото друштво Коста Абрашевиќ, каде што стана еден од предводниците на напредната кумановска младина.
35-38 година, јас бев член на Друштво Абрашевиќ, а Друштвото Абрашевиќ не водеше другарот Панче Пешев. Тој беше организатор на сите тие на хорови, на рецитации и ред други работи. Он тамо свиреше на виолина и си викаше: другари, мене кога ќе ми уапси полис некој пат, кој после ќе свири, и даде ми задаток на мене јас да купам виолина. И јас купив виолина од Трајко Шуплев и у Куманово заедно со него свиравме културно уметничко друштво Абрашевиќ. Пеевме Буди се исток и запад, после работници, работнички, после Класија зелено, това веќе ја спремавме за таа приредба Класија зелено. Поред това и организира матине, за да се привлечуат младите, jer секој младо сака да играе. Това се одржаваше една исток кафана доле, се викаше на Перо Накев, кафана на татко му беше таму. Така да секоја недела одевме на матине таму, игравме со Бојчо Секирар, Чироко Басичар, Перо Накев, Перо Чичо, сите тие другари, комунисти таму одеа, не одеа други. Во исто време Панче и другарите организираа екскурзии. Почнав и ја да одам со Панче на тие излети, како ги викавме. На излети секој пат ке имавме по некоја едночинка, ке имавме по некоја рецитација и песми, и се додека ми ја изводевме програмата, Панче и постарите другари со селаните постари кои беа присутни, ќе разговара, ќе им објасняваа за ситуацијата во светот, како треба да се бориме, како треба да селјаните да имат подобар живот. Напоменувам да сите тие села покасно станаа наша база, која наша партија и партизански одреди ги користеа за скријање на илегалците, за собирање од ним храна и работи други кои се требале. Ме во исто време уклучи и во културно-уметничко друштво, Панче ме уклучи во културно-уметничко друштво Абрашевиќ. Се сеќавам 36-37 година забава една приредува. Панче го водеше целиот културно-уметнички програм. Беше многу успела таа забава. У Паласко одржававме приредба, требаше и полиција да дојде тука. И дојде, не беше одобрена прв пат да се одржи приредбата, али после одобрија и дојде уз тоа полиција. И жандари беше, све беше обколено со жандарите, али кога видоа дека испадна многу добро, тие се повлекоа, више поправо остана до крај на самата приредба. Панче Пешев тога беше припремил хор, песма поправо Буди се исток и запад, работнички работници и хорска рецитација Бадахос. Чак за Бадахос, дури тука полиција истапи, сакаше баш тога и да прекине, док уствари видоа не можеше ништо, почна да викат овие другарите сите од тука, што имаше посета и тие престана. Тука се одржувало све, соаре, матине, други приредби и така. Неуморниот дух и големата револуционерна расплантена дејност на Пешев беше за миг сопрена, кога се случи големата провала, во која и тој беше уапсен. Брат ми отиде кон крајот на изгледа 36-та, така беше во војска у Бања Лука, го зедоа. По неколку месеца, некоја провала се деси у Велес, така да некој него го, това 37-та се случи това, и некој го провалили него, и таму го апсат у војска, неколку дена го задржале у затвор војни. И он по некој војник или како, една дописна карта ни пратил, тато да испаднете на тој датум, па помоќу, па некој познати, можда пријатели, војници, разбрал,
Мене ме спроведујат за Велес, испадните некој на станица, а еден другар имаше Рајо и Рајо нека испадне да ми расправи. Така да испаднавме ние, татко ми, мајка ми, ја и тој другар Рајо. И така воз наилази, навечер беше това, ние гледаме по вагоните го нема, едни вика татко ми Панчо, Рајо, Панчо, ја, бате, трчиме, а неговиот вагон чак кај магацините доле беше застанал. Брат ми вика, тато, на прозор стои врзани раци. И ние застанавме и видовме тука два војника седат, спроводници значи. И Рајо му расправи, Панчо вика има провала, има од кавадарци запсени, од Велес, од Прилеп, од Неготино, многу има, верно имаше многу испоапсени. И му расправи од Куманово, тоде Брич, браќа Гареви, Ќире, тоде Круме, му расправи кои се изапсени. И он вика, тато, нека дојде Радка у Велес утре, да ми се најде. Татко ми ме однесе у Велес кај чичко ми, пошто ние сме велешани родом, од Велес сме. Во Велес ги задржаа 2 месеца у затвор, пошто беа многу, не можеше на едно место, на 2 места беа затвореници затворени. Така да ја од едно место, од кај брат ми што беше, ќе ми фрлат писмо преку џам, јас ќе го однесам кај што беа Ќиро Попадиче, Кочо Попов и други, што не ги познавам, не беа кумановци. Ке им фрлам камче, они нарочно ќе оставеа џам отворен, ниско беше това, као штала, општинска беше некоја. Ке им фрлам камче, ќе се поткачи некој на џамот и они ќе речат, у камче ќе завиткам ова книвчето, писмото, ќе им го фрлам па нив. Они ќе речат, прошетај се, натаке навакај, па врати се, па они ќе ми фрлат. И така ја од еден затвор до друг носев писма. Они се договарале, се споразумуеле. По това ги однесува во Скопје. У Скопје едно известно време ги задржаа, кои беа за пуштање ги пуштија, а брат ми и други ги однесува во Белград и ги судеше суд за заштиту државе. Во затвор се договараат да не се прошири работа, да не биде поголема провала. Панче Пешев во това време зима на себе да тој остане во затвор и во това време, пошто тој зема на себе, го осудива годину и пол, док останали бева пуштени, за да може пак тука да се одвива партиска работа. По враќањето од затвор, уште посмело се беше впуштил во агитацијата и прибирањето на доброволци за шпанската граѓанска војна, за која и тој се беше пријавил. Но поради една провала, целата таа акција пропадна. Наскоро, во предвечерието на катастрофата што го снајде кралството Југославија, сите познати комунисти беа собрани во логорот Меѓурешје кај Иваница. Бесме од Куманово, валда 10 или 15 души, меѓу кои Панче Пешев, се сеќам врло добро тамо, во тој логор, тој пак се истакна со своја уметничка делатност, со своја партиска, весел. Организиравме и тамо скечеви, приредби во едно оделење, во друго оделење. Така да Панче Пешев не знаеше никогаш да мирува. Секој пат беше способан да каже, да допринесе за работнички покрет, да допринесе за партиска организација. Карактеристично е тоа што Панче у тоа време беше необично активен во самиот логор и беше истовремено член на логорскиот комитет, заедно со Страхил Ѓиров, со Борча Талевски од Прилеп и други. За сето време тој беше необично активен, рачуводејќи со хорот во логорот, за да подигне моралот кај сите логораши. По нападот на Југославија и окупацијата на земјата, Панче, вратен во Куманово, интензивно ги подготвува другарите за оружено востание. На тој начин зема активно учество и е еден од организаторите за изфрлање на двата кумановски партизански одреда.
Откако во Македонија победи Титовиот револуционарен курс и потоа се формира новиот покрајнски комитет на КПУ за Македонија, во Куманово се формира воен штаб кој започна со подготовките за организирање на вооружено востание во Куманово и Кумановскиот крај. Со сите подготовки за организирање на востанието во основа раководеше Панче Пешев. Тој беше главен организатор за прибирање на оружје и муниција, а беше и организатор за одредување на луѓе кои треба да бидат поканети да заминат во партизани. Во почетокот на септември 1941 година Панче Пешев ја одреди куќата на Денко Цеков како база за криење на оружје и муниција. Другарите доаѓаа и донесува оружје и муниција, а покојните брат ми, мајка ми и јас, тоа оружје го криевме во ова куќа и горе. Со оружјето собрано во оваа куќа на број 28 пушки, 2 пушкометролези, голема количина муниција и рачни бомби и оружјето што беше собрано во Менкова колиба, во колибата на браќа Менкови, кумановските партизани на 12. октомври 1941 година излегоа на Козјак и Карадак планина и го навестија вооруженото востание во Кумановскиот крај. И кога дојде веќе 11. октомвр, ги гледам доле у ходник, се шушкаат 3-4, Перо Накај, он и 2-3 ше други, ама не смееме полицејско време да отвориме сијалица да ги видиме и не ни дава он. Натре вика, не гледајте кој сме, шо сме, не ни дава да ги видиме. Од тя ако бе фатат полиција, вика, ќе ви удрат еден човек, ќе ги кажете сите. Не смееме да ги гледаме, ние затворени в соба вака. И слушам се зборујат. Панче им вика, слушајте, едни се бунат тука, вика, рано е да се изфрлиме сега, рано е. А Панче вика, Прилепските одреди се изфрлиле, треба и ние да се изфрлиме. И така биде ноќ, вечерта испадна. По разбивањето на Карадачкиот и Козјашкиот одред, Панче беше принуден да мине во илегала и во такви отежнати услови на живење успеваше да работи на заекнување на партијата во Куманово и на повторно формирање на нови одреди. Во оваа куќа, на овоа место, звана куќа на Андреја, тука е живеел Киро Фетак, а тука се илегално престојувале другарот Панче Пешев. За несреќа Панче го задеси тука и блокада на полиција, бидејќи да полиција побара сестра ми Нада, за да ја уапсат, и тој беше илегалец и заедно избегаа тука из куќа, се префрлија кај куќа на Борис Водиничар и од тука се префрлија пак во илегалство. И тоа во илегалство кај куќа на Дане Цеков. Од тука тамо беа заедно илегалци Панче, Нада и Христе Тодоровски Карпош. Иако беше во длабока илегалност, честопати по партиска задача одеше за Скопје, како член на местниот комитет на Куманово. Краток период во 1942 година Панче Пешев живееше како илегалец во Скопје. Иако строго илегален, тој беше необично активен. Немајќи постојано живеалиште во Скопје, тој беше принуден да бара секој ден се нови и нови живеалишта и јас му врло често пружав такво уточиште. Го криев во фабрика Треска, во Занатската комора
и на други места каде што можев да обезбедам склониште. Во една случајна провала во Скопје, Пешев беше уапсен од бугарскиот окупатор. Знаејќи ги неговите способности како организатор и масовик, гледаше што поскоро да го ликвидира. За настанот кај пуста кула Велешко и за се она што се случи, зборува Раде Буршевски, денес единствен сведок на таа трагедија. На околу 20 до 30 метра, тоа е ондека башено на Шумана, од нашата лева страна, само забележивме пламен од оѓен пукање и пламен забележивме од машинки. Кога пројдоме на едно 100 метра, ми рекоа полицајца слевајте, овдека не нападнаа партизаните. Меѓувремено ми е додека спаѓаме првата редица што беше позади полицајца спадна и првата редица напред што беше. Како политички затворници спаѓа од камионот, тие така ги убива и паѓаа. А пошто беме мија, јас, Душан Димитриевски и Панче Пешев у средњата редица, ние веднаш паднавме у шанецот, така да овие другите другари паѓаа врз нас. Додека тоа траеше, јас само се сетив по лицо дека ми тече крв. Бев сиот облеан и осетив острелањето што беа пренижани кроз стомакот, беа некои излезени цревата. Таа мирис бе малку осетив и кога заврши тоа, стана малку една тишина. Помини известно време, не ги одврзаа раците. И онака на кутура не нагазуе на плешките, на кутура вака гаѓа со пиштолите. И додека викаше Панче, јас у тоа време малку не може брзо да се освестам точно да доам на себе. Но сетив нешто викање, ама не може да разликуе за какво викање се викаше. После едноамле се досетив. Кога се досетив, само кондурите кои им беа на ноите, една од друга ги соблеков, така да има песок, да не се слуша тоа одењето, движењето. Увој превес да бегав десно, имаше брег. Не можеше да бегам у десно, мораме да го стечеме патот назад, па да бегам у тој превес. По успешното бегство, минувајќи ја реката Вардар, се најде во Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. По известно време, заедно со одредот, се префрли за Куманово. Крајем 42 година, кога брат ми дојде од Велес со Велешкиот одред, бидејќи од затвор беше многу тепан, тој од бубрези беше болен. Така да моравме да викнеме лекар да дојде. Не можевме да најдеме кој лекар, али татко ми се осмили на еден калпакџијан, кој е ерменец, рачунаше дека тој е наш пријател и нема да не одаде. Отиде го повика и му кажа, оти брат, син мој е дојден од партизани, и е болен од бубрези, мокри крв и наравно да мораш да дојдеш да го лечиш. Тој пристана лекар, рече јас ке дојдам, дојде и му даде лекарства, чак и на очарите кои му беа изгубени во затвор од тепање, преко него нарачавме од Софија, самиот лекар му, преко жена му донеси на очарите. Така татко ми рече на калпакџијан, слушајте докторе, вие може утре нешто под притисак на полиција, немојте да одадете, да сте лечиле ето партизани и така. А он рече, немојте да сумњате у мене, Никола, етика лекарска никако не дозволува да провалува кого сме лечиле. Така да поред брат ми лечеше овај лекар и ред други партизани. Лечеше и легалци кои беа кај нас, рецимо Тоте, Антевски, Бранко Мошо кај Киро Кобасичар и ред други кои имале нужда за лекарска помоќ. Неговата емотивност и приврзаност кон семејството и по цена на голем ризик ја манифестираше во оној момент, кога посека да ја види својата мала, токушто родена ќерка.
илегалац, тој живееше во дуќанот на Атанас Мишков. Но тој Марга не ја знаеше, нашата ќерка. И поручил на Јулика Мишкова, нека Нада тој ден, во 3 сат, пројде покрај дуќанов, сакам да ја видам Марга. Нека се задржи малку и да ја обрне да ја видам. Јас се спремив, времето го темпирав на сатот, полека одев и во 3 сат пред дуќанот застанав. Марга ја обрнав кон истиот и као да барам флашица и пелена некоја. Постојав малку, колку 2-3 минута, знаеки дека Панче од озгора, зад завесата, ја гледа. Продужив, си дојдов дома. После 1 сат Јулика доаѓа и вели, Панче ми рече, не сум знаел, ти сум имал толку убава ќерка. Иако во строга конспирација, префрлувајќи се од една до друга нелегална куќа во Куманово, тој успешно работи и раководи со изфрлањето на вториот кумановски одред. Во втората половина на април 1940 година, местниот комитет на КП на Македонија за Куманово, чиј секретар беше Панче Пешев, го прими писмото на Централниот комитет на КП на Македонија под наслов «До сите партиски организации во Македонија». По примат на ова писмо, Куманово дојде и Круме Наумовски, инструктор на Централниот комитет на КП на Македонија, за да на Панче Пешев, како на секретар, му пренесе директива за организирање на втор Кумановски партизански одред во 1940 година. Панче Пешев реши, за да ние како неискусни партизани стекнеме искуства, да заминеме во Србија во состав на вториот јужноморски одред и откако ќе стекнеме искуства, да се вратиме на просторот Козјак планина. Како е познато, на 26. јуни 1940 година од Куманово излегува 10 мина партизани, замина во Србија. Бројната состојба на ова група се зголемуваше, така да на 2. август 1940 година се формира Кумановски партизански одред на место Света Илија источно од Врање. Потоа одредот прерасна во прв Кумановски батальон, кој се формира на 1. декември 1940 година, а на 20. февруари 1944 година се формира и вториот Кумановски батальон, кои, како 2 батальона, беа основа за формирањето на третата македонска ударна бригада. И во оваа прилика, Панче Пешев, како секретар на местниот комитет, ја изврши својата задача како организатор и раководител на подготовките за организирање на вториот Кумановски партизански одред. Со формирањето на вториот Кумановски одред, а подосна и со формирањето на третата македонска бригада, тој покрај лошите здравствени услови заминува во партизани. Неговата другарка раскажува за тој незаборавен миг, за тоа последно видување со Панче. Конкретно 1943 година, кога Панче испадна во партизани, вечерта, половин час преди полицискиот час, јас и Нане појдовме напред, Панче за нас идеше 1 корак. Поминавме покрај заночискиот дом, ја пројдовме Пуцкова улица. Пошто Панче немаше цигари, се договоривме со сестра му Радка, она и Коле да купат и кај работилница на Пуцкови истите да ни ги дадат. Се сретнавме со Радка, ни даде цигари, тие се вратија, ја и Нане продуживме напред, Панче одеше зад нас. И кога дојдовме во близина на куќа на Филимена Михајлова, сестра и Нада го превзеде Панче, тој се обрна на мене и на Нане, само ни рече лека нош. Това беше задње. Јас и Нана го одгледавме како Панче отиде со Нада, ние се вративме по истиот пат дома.
Во екот на големата пролетна офанзива против бугарскиот и германскиот окупатор, на враќање од Круша планина со својата трета бригада, која толку ја сакаше и можеби своите најтопли чувства за неја ги излеа во компонираниот марш, кај селото Кушкули во една нерамна борба против бугарската окупаторска војска, беше смртно ранет. Во селото Кушкула, тука над привечер почна голема борба со бугарските фашистки војници. Тука нашиот втори баталјон, каде беше и Панче Пешев, придодаден од баталјонот за да подпомогне на втората чета, да изврши јуриш на бугарите. И тука грди у грди са бугарите на самата коса, изврши сме јуриш, ги одби сме бугарите, али тука нам падна тешко ранет, така рече, смртно другарот Панче Пешев, тој другар што ga волесмо. Тука е тој паднат, али неговата песма Марш на трета бригада продржува и понатамо против бугарските фашисти. На јури смо постојано споминјали другарот Панче да го светиме. И денеска се пее и вечно ќе се пее. Така загина младиот и полетен револуционер Панче Пешев, еден од организаторите и раководителите на востанието во Кумановскиот крај. Револуционер кој зад себе го остави своето незаборавно дело, неговата песна, неговата искрена љубов кон својот народ. Остана ликот и делото за да живеат и натаму, додека живее незаборавот. Имаше само 27 години.